Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, продолжуваме со обработка на старозаветната книга Изреки. Денес ке се обидеме да ја проучиме глава 20. Како и изреките од претходните глави, така и оние кои се наоѓаат во глава 20 се првично насочени кон едно младо момче кое се наоѓа во училиштето на мудроста. Но истите имаат примена и за секој од нас. Без разлика на возраста, полот, социјалниот статус, бојата на кожата и слично. Не само христијаните, туку и оние кои не ја практикуваат христијанската вера, имаат што да научат од овие мудрости. Во секој случај, целта на оваа книга е да не доведе поблиску до Бог. Ке почнеме со читање на првиот стих. Патем, пред да го прочитаме, сакам да напоменам дека ова е прв пат во книгата Изреки да читаме за опасноста и злоупотребата на алкохолот. Моje лично убедување е дека овој принцип се однесува не само на алкохолот, туку и на кои било други средства кои влијаат врз размислувањето и однесувањето на луѓето. Забележете како мудроста зборува за алкохолот. Виното е подсмевка, ракијата бунтовник, и секој кој им е подчинет не е разумен. Една од етичките дебати кои се водат во некои христијански кругови се однесува на употребата на алкохол. Прашањето кое е основа за оваа дебата е дали на свадбата во Кана Галилејска Господ Исус претвори вода во вино или вода во шира. Јас верувам дека Исус претвори вода во вино и со тоа потврди дека пиењето вино во нормални количини е дозволено. Свесен сум за импликациите на овој мој став, но сакам да напоменам дека опивањето е грев во Библијата. Бог силно се противи на злоупотребата на алкохол. Така што, тоа значи дека само оние кои си ги знаат границите смеат да конзумираат алкохол. Останатите треба да бегаат од искушението. Од друга страна, исто така сум свесен дека на алкохолот се гледа како на помало зло во споредба со конзумирањето дрога. Не знам дали е добро да се води дебата во таа насока, бидејќи така младите може да добијат впечаток дека е во ред да пијат алкохол. Се разбира, се додека не почнат да конзумираат дрога. А вистината е исто така дека помеѓу младите, на злоупотребата на алкохол не се гледа како на нешто зло, туку често се перципира како кул постапка. Сепак, забележете што вели стихот кој го прочитавме пред малку. Виното е подсмевка, ракијата бунтовник, и секој кој им е подчинет не е разумен. Се разбира, предупредувањето не е само против виното и ракијата, туку против секој вид алкохол, а би рекол и секој вид субстанции кои влијаат врз расудувањето и однесувањето на луѓето. Тука спаѓаат марихуаната, екстазите и други дроги кои во некои земји се легални, а во други не. До сега прочитавме многу изреки кои се однесуваат на безумноста, и оваа е една од нив. Видовме дека безумните се мрзеливи, дека не внимаваат што зборуваат, дека носат заклучоци за одредена ситуација пред да слушнат што другите имаат да им кажат, дека не се внимателни при изборот на брачен сопружник или пријател, дека не сакаат да примат совет и да се подчинат на зборовите на другите и слично. Мудроста вели, не само тоа, туку безумните се луѓе кои му се подчинуваат на алкохолот. Повторно ќе напоменам, според мене конзумирањето алкохол не е погрешно, ниту грев, доколку е умерено и не влијае на расудувањето и однесувањето на поединецот. Во Новиот Завет има еден стих во кој Павле му вели на својот соработник Тимотеј да пие вино поради проблемите со неговиот стомак, што значи дека ако се конзумира во многу мали количини, алкохолот може да биде и лек. Но за жал, луѓето не го конзумираат во мали количини. Туку најчесто го злоупотребуваат, мислејќи дека така ќе излечат душата од тагите и разочараноста. Се разбира, тоа не функционира така. Тие се обидуваат од алкохолот да добијат нешто кое само Бог може да им го даде. Стих 3. Чест е за човекот да се воздржи од кавга, а секој неразумен се вплеткува во неа. Ова е навистина важна изрека. Според мене, една од поважните во оваа книга. Доблесните луѓе знаат како да се воздржат од кавга. Воздржливоста треба да биде една од главните одлики на христијаните.
Во време во кое помеѓу луѓето има поделби и расправи и поречиси секое можно прашање. Христијаните треба да бидат познати по тоа што имаат цврсти ставови и верувања, засновани врз Библијата, но не за да се расправаат со другите луѓе. Не само тоа, туку христијаните и не треба да се одмаздуваат. Во посланието до Римјаните 12:19 пишува: Не одмаздувајте се, возлюбени, за себе, туку дајте му место на Божиот гнев. Зашто е напишано: Одмаздата е моја, јас ќе отплатувам, вели Господ. Ако сте повредени од некоја личност и се обидувате да ја вратите со иста мера, сакам да знаете дека со тоа вие му се противите на Бог. Оставете го Бог да се справи со оние кои ве повредиле. Простете им и верувајте во Божјата правда. Сетете се што им напиша апостолот Павле на христијаните во Филипи. Кротоста ваша нека им биде позната на сите луѓе. Господ е близу. Некој го превел тој стих со зборовите: Нека вашата разумност и љубезност им биде позната на сите луѓе. Дали другите ве знаат како разумна и љубезна личност? Стих 4. Мрзливиот на есен не ора, а кога доаѓа жетва, тој бара и ништо нема. Мудроста ни дава сликовит опис на мрзеливите луѓе и кои се последиците кои ги трпат поради нивното однесување. Таа вели: мрзеливите не сеат ништо и затоа кога ќе дојде време за жетва, тие не добиваат ништо. Ова е слика од земјоделството, но се однесува на секој аспект од животот. Мрзеливите не се трудат и затоа немаат ништо. Таквите луѓе се навистина чудни и ако имате можност да живеете со нив, сигурно ќе ви биде непријатно да бидете во нивното присуство. Тие постојано чекаат некој друг да ја заврши работата наместо нив или воопшто не се трудат да направат нешто. Знаете како велат: мрзеливиот не ја поправа стрејата која му капе, бидејќи се надева дека ќе дојдат сончеви денови и дождот веќе нема да биде проблем. Ако го врне, тој не сека да ја поправи, за да не се намокри. Сега доаѓаме до неколку изреки кои на прв поглед изгледаат неповрзани една со друга. Но нивната поврзаност е во тоа што зборуваат за непорочноста и праведноста. Ќе продолжам со читање. Забележете што пишува во стих 7 од оваа глава. Праведникот оди по својата непорочност. Блажени се децата негови по него. Има голема придобивка од тоа да се живее праведен живот. Не само човекот кој живее праведно, туку и неговите деца ќе бидат благословени од Бог. Колку прекрасно ветување. Стих 8. Кога цар праведен седи на престол, не му се противи никакво зло. Стих 9. Кој може да каже: го очисти в срцето свое, чист сум од гревот свој? Одговорот е: никој. Сите ние сме грешни уште од самото раѓање. Но Бог даде решение за нашиот грев. Преку вера во смртта и воскресението на неговиот син Исус Христос, ние добиваме простување на гревовите и спасение. Стих 10. Нееднакви терезии, нееднаква мерка, и едното и другото се одвратност пред Господ. Стихови 11 и 12. Дури и дете може да се познае по работите негови. Чисто ли ќе биде и правилно ли ќе биде поведението негово? Уво што слуша и око што гледа, и едното и другото Господ го создал. Поентата на стих 12 е да не поттикне да ги користиме нашите уши и очи согласно Божјата волја. Бог ви ги дал и очите и ушите, и затоа треба да бидете внимателни што гледате и слушате со нив. За жал, голем број луѓе денес ги користат своите очи и уши за да гледаат и слушаат безполезни или погрешни нешта. Патем, сакам да се навратам на стих 9 каде пишува: кој може да каже: го очисти в срцето свое, чист сум од гревот свој? Можете ли вие да кажете за себе дека сте чисти од гревот? Иако не ве познавам, ама сигурен сум дека не можете да дадете таква изјава за себе, а да е искрена и вистинита. Ние луѓето сме грешни и немаме начин како да се очистиме од гревовите кои се наоѓаат во нашите срца. Кога се роди мојот внук, мислев дека тоа прекрасно суштество е чисто од грев, но многу брзо сватив дека не сум во право. Како што растеше, забележував дека е себичен и дека знае неправедно да се лути на луѓето околу него. Дури и малите деца имаат грев во своето срце.
Само им треба малку време да пораснат, за да можат да го покажат на дело. Иако не можеме самите да се очистиме од гревот, сепак има еден начин како да бидеме очистени од нашите гревови. Во Јован 3:3 пишува: Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, не може да го види Царството Божјо. Единствениот спас за нас е Господ Исус Христос, односно неговата смрт и воскресение, поради кој можеме да добиеме простување на гревовите и вечен живот. Но и покрај тоа, ние сепак ќе имаме со себе старата природа додека сме тука на земјата. Затоа е важно да се трудиме да живееме во светост, бидејќи иако добрите дела не можат да не спасат, сепак се важни во Божите очи. Ние сме спасени по благодат, а не по дела, но сепак таа благодат ни овозможува да правиме добри дела. Пред некое време слушнав едно многу интересно прашање кое гласи вака: Ако ве уапсат под обвинение дека сте христијанин, дали другите ќе имаат доволно докази против вас? Или можеби ќе ве ослободат неколку денови по апсењето? Кој е вашиот одговор на ова прашање? Ке можат ли луѓето да ве обвинат дека сте живееле во светост и чистота? Бог не подсетува дека очите и ушите ни се дадени од Него, и затоа треба да внимаваме какви информации примаме преку нив. Знаете, нашата светост во голема мера ќе зависи од информациите кои ги примаме преку очите и ушите. Ако ги користиме очите за да гледаме нечисти нешта на телевизија и на интернет, и ако ги користиме ушите за да слушаме оговарање, големи се шансите дека светоста ќе ни биде недостижна. Стих 13. Не љуби да спиеш, за да не осиромашиш. Држи ги отворени очите своји и ќе јадеш леп до наситување. Мудроста ни порачува: фатете се за работа. Сетете се што им пише апостолот Павле на христијаните во Солун. Зашто, кога бевме меѓу вас и ви го заповедавме ова: кој не сака да работи, тој нека и не јаде. Во тоа време некои од христијаните во Солун велеле: го чекаме Господ Исус Христос да се врати во секој момент. Нема ништо лошо да се изчекува Христовото доаѓање, но тоа да не биде повод и причина за мрзеливост. Ние како христијани треба да се надеваме и да го очекуваме Христовото доаѓање, но чекајќи го, да не ги запоставиме секојдневните обврски. Следниот стих е малку хумористичен и се надевам дека ќе го забележите тоа. Стих 14. Лошо е, вели купувачот. А кога ќе одмине, тогаш се фали. Има луѓе кои сакаат да зборуваат лошо за производот што планираат да го купат, се со цел да ја намалат неговата цена, а потоа, откако ќе го купат, се фалат дека направиле добра сделка. Зошто имаме ваква изрека во Библијата? Можеби мудроста сака да не предупреди да не бидеме такви луѓе, бидејќи тоа е знак на лицемерие. Стих 15. Има злато и многу скапоцени камења, но разумната уста е поскапоцена од се. Вредностите на општеството во кое живееме се многу изопачени и целосно различни од Божите. Луѓето денес ги вреднуваат златото и скапоцените камења, а Бог ја вреднува разумната уста. Стих 16. Земи ја облеката негова, бидејќи се заложил за туѓ човек, и за туѓинка земи залог од него. Овој стих не учи да не брзаме и да даваме гаранција за тугите долгови. Стих 17. Леп, спечален со неправда, му се засладува на човек, но подоцна, устата негова со песок се полни. Бог ќе го казни гревот. Оние кои се богатат преку неправда, можеби ќе можат да уживаат во нивното богатство одреден период, но тоа нема да трае вечно. Стих 19. Кој оди да оговара, открива тајна, и кој широко ја отвара устата своја, со него не се здружувај. Пазете се од оние луѓе кои ви ласкаат, а потоа зад грб ве оговараат. Без разлика дали се членови на поширокото семејство, колеги, пријатели или членови од црквата на која припаѓате. Таквите личности се опасни. Ви зборувам од лично, долгогодишно искуство како пастор на црква. Ке го прочитам стих 20. Кој зборува лошо за татко си и за мајка си, зениците на очите негови ќе згаснат среде длабока темнина. Ако имате родители со кои можете да се фалите, правете го тоа,
Но ако вашите родители направиле погрешни одлуки во животот и нема за што да ги пофалите, тогаш подобро е да молчите, отколку да кажувате лоши нешта за нив. Тоа беше гревот на Хам, синот на Ное. Тој го виде својот татко пијан и наместо да го прикрие тоа, Хам им кажа на браќата за состојбата во која се наоѓа татко им. Стих 24. Стапките на човекот се насочуваат од Господ. Тогаш, како човекот може да го дознае патот свој? Знаете како можете да го дознаете добриот пат? Преку водството на Божиот свет дух. Бог му рече на Мојсей: јас ќе бидам со тебе, а истото им го вели и на сите кои му веруваат. Стих 25. Стапица е за човекот на брзина да вети жртва, а по жртвата да се кае. Ако го парафразираме овој стих, би звучал отприлика вака: немој да ветуваш нешто се додека не си сигурен дека ќе го исполниш. Ова се однесува на жртвите кои луѓето ги принесуваа во контекстот на храмот. Мудроста ни вели: немој да ветиш дека ќе му дадеш нешто на Бог, а потоа да се предомислиш. Подобро е да не ветите ништо за црквата, отколку да го ветите, макар и во своето срце, а потоа да не го исполните ветувањето. Стих 29. Слава за младите е нивната сила, а украс за старците е нивната бела коса. Со други зборови, секоја возраст си има своји предности. Младите се одликуваат со сила, а старите со мудрост. Библијата јасно не учи дека секоја животна доба има своја убавина и треба да ја цениме како таква. Тука ќе завршиме за денес. Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.